Почитуван градоначалник на општина Газибава, господин Бобан Стефковски. Почитувана директорка на Општинското основно училиште Григор Приличев, господи Александра Петковска-Настасова. Почитувани пратеници, представници на Советот на општина Газибава. Почитувани родители, наставници, ученици, драги гости. Ви благодариме за денешното присуство на денот кога славиме юбилејниот 60-ти патронат на нашето училиште, кој со гордост го носи името Григор Приличев. Нашиот пат кон успехот започнува токму од ова училиште. Сега ја повикувам директорката на училиштето, господи Александра Петковска-Настасов, да ви се обрати. Почитувани присутни, добре дојдовте на прославата на нашиот 60-ти јубилеен патронат под мотото по патот на успехот. 6 децении се значаен јубилеј, полн со предизвици, раст и успех. Во овие 60 години нашето училиште не беше само институција за учење, но и втор дом на илјадници ученици. Место каде што се создаваат спомени, се градат пријателства, се поставуваат темелите за идните успеси. Со гордост можеме да кажеме дека многу од нашите ученици се успешни личности кои придонесуваат за нашата заедница и општество. Сакам да упатам благодарност до сите наставници, минати и сегашни, кои со својата посветеност и љубов кон професијата оставија трајни белези во образованието. Вашата посветеност не само што го обликуваше успехот на нашето училиште, туку инспирираше генерации млади луѓе. Учениците сегашни со ова мало внимание од името на сите вработени на Основно училиште Григор Приличев ја искажуваат благодарноста на сите вас кои придонесовте за развојот. Почитувани родители, ви благодариме што сте наши партнери во овој важен процес и што заедно создаваме средина во која секој дете може да напредува и да ги оствари своите потенцијали. Почитуван градоначалник, во името на целокупниот наставен кадар и учениците ви изразувам искрена благодарност за вашата поддршка и соработка. Вашето присуство и заложба за унапредување на образованието ни представуваат голема чест и мотивација за понатамошен развој. Благодарни сме за вашата посветеност во подобрување на условите во образованието. Но ова не е само момент на сеќавање, ова е и момент за поглед кон иднината. Нека нашето училиште продолжи да биде светилник на знаење, инспирација и успех. Со заеднички сили ќе продолжиме да ја пишуваме нашата приказна, уверени дека патот на успехот никогаш нема крај. Честитки за овој прекрасен јубилеј и нека следните години бидат уште поголема приказна за успех. Ви благодарам. Сега го поканувам градоначалникот на општина Газибава, господинот Бобан Стефковски, од името на целиот наставен кадар да прими благодарница и да се обрати на присутниците.
почитувана директорка на Општинското основно училиште Григор Прличев, господја Александра Петковска-Анастасов, почитуван пратеник во Собранието на Република Македонија, господја Дијана Илиевска, почитуван председател и членови на Советот на Општина Газивала, почитувани наставници, родители, почитувани ученици, почитувани присутни. Ми представува посебно задоволство како градоначалник на Општина Газивала да се обратам на обележувањето на овој значаен јубилеј 60 години од основањето на основното општинско училиште Григор Прличев. Почитувани присутни, огромна е честа да се зборува за Григор Прличев, символот на македонската гордост, истрајност и непокора. Поетот кој со своите вонвременски дела Сердарот и Скендербек ја издигна Македонија до универзумот, покажувајќи и докажувајќи дека границите на пишаниот збор не постојат. Високо подигнувајќи го македонскиот дух, Прличев среде Атина пред скоро 2 века ги порази најголемите, тогашните грчки поети. Нашиот Григор или вториот Хомер, нескотлив и бунтовен, пишувајќи за Неда, Галичник и Река, ги представува Македонија и македонскиот живот, докажувајќи ја моќта на пишаниот збор, образованието и постојаната надградба на знаењето. Припаѓајќи го сето она што тој ни го оставил како завет, денес се продолжуваме неговата мисија, докажувајќи дека со знаење невозможното станува возможно. Секој време носи нов Прличев и нова поема со суштински пораки за современиот свет. На одбележувањето на 60 годишнината од работата на ова училиште се радувам на постигнатите образовни успеси кои учениците од различни генерации ги имаат постигнато, а верувајте, ги има многу. Почитувани сограѓани, како говорна локална самоуправа, изминатиот период реализиравме голем број на проекти со цел подобрување на условите за образование и воспитание на нашите деца. Со задоволство на овој јубилеј сакам да ја најавам реализацијата на еден нов капитален проект, а тоа е изградбата на нова училишна спортска сала за основното општинско училиште Григор Прличев, со која ќе обезбедиме подобри услови за реализација на целите физичко и здравствено образование. Почитувани, 60 години по патот на успехот е мотото под кое оваа година се одбележува патрулниот празник. Но овие неколку зборови не се само мото, тие се реалност. 60 години да се води образовен процес под името на големиот Прличев е навистина голем успех, за што ја изразувам мојата благодарност и почит кон сите оние кои изминатите години си имаат вградено во мозаикот наречен Општинско основно училиште Григор Прличев. Ви посакувам уште долги години успешна работа, со која ќе создадете силни генерации кои во себе ќе го носат делото на Прличев. А на тој пат, мојата и поддршката на Општина Газивала секој пат ќе имате. Ви благодарам. Јануари 1833 година. Охрид, убав мил ти за мен, рај си бил. Тој е писател кому Македонија му е љубов и судба, болка и очај, тага, лулка и гроб.
работата е здравие и чест. Јас плачам, како некој да беше ја убил мајка. Како ќе се живее, си мислев, и таа мисла остана царица на сите мои мисли. Таткото на Григор Прличев починал кога тој имал само 6 месеци. Па неговата мајка била принудена да се грижи за големото семејство, аргатувајќи по туги дворови за да се прехранат. Биле толку сиромашни и намачени, што поради немање обувки, дедо му на грб го носел до училиште. Кога дедо му подарува стар грчки буквар, Григор добива љубов кон книгата и научил да чита уште на 4 годишна возраст. Григоре! Мола, мајко? Па каде си? Целта викам по тебе. Да се пошетам покрај езерото. Денес дојде учител Димитрија. Младина? Да, да учита. Ти си најдобрата мајка на светот. Обожувам кога го слушам учителот. Толку убаво зборува и подучува, како мед да му тече од устата. Прличев бил ученик на Димитрија Миладинов, кој во тоа време учителствува во Охрид. Известно време се вработува како терзија, а подоцна станува учител во Тирана, Албанија. Во 1849 година се запишува како студент по медицина на Атинскиот универзитет. Григоре! Што си се затрчал толку на уме? Дојди да гледаме свадба. Кој се жени? И кај си тргнал со книга на свадба? Томе се жени, земам невеста од Битола. Ајде со мене, брзо да чујам, кога е нова песна или ода од Битолско, не запишам во книгата. ти ќе продаваш јајца. Ти, например, можеш да ги подучиш богаташните деца. И да пишувам книги? Ти ќе пишеш книги со зборови, како моите браќа Димитар и Константин Миладинови. А пак јас, книги со ноти. Ајде сега ти играме.
Ајде, бабо, разкажи ни други интересни работи од автобиографијата на Григор. Ама доцна е веќе, има многу за прераскажување. Ајде утре да продолжиме. Не, па јас си го сакам училиштето и сакам да знам повеќе за Григор Приличев. Му успеа ли бизнисот? Иако се запишал на Универзитетот во Атина, наредната година повторно се враќа во Македонија и учителствува на повеќе места. Долна Белица, Битола, Струшко, Прилеп и Охрид, за да си обезбеди услови за продолжување на студиите. По 10 години повторно се враќа во Атина да го доврши медицинскиот факултет, но не го заврши. Зошто? Дознал за конкурсот. Бабо, тоа го учев како македонски. Со поемата Сердарот кој го освои првото место, лауровиот венец, паричната награда го прогласен за втор хор. Токму така. Но знаете ли дека конкурсот бил анонимен и не сакале да му ја признаат наградата, кога дознале дека тој всушност не е грк? И што се случило со наградата? Кога увиделе дека македонец е автор на поемата, се променило и се откажал од студирањето. Наградата, која требала да биде во злато, го ја дале во сребро. Дури се откажал од студирањето во Оксфорд или Берлин, бидејќи ќе бил приморан да работи за грчките служби. И што направил Григор потоа? Кога дознал за смртта на браќата Миладиновци, се вратил во својата татковина. Ги заборавил грците и се свртал кон бугарите, поради сродноста на јазиците. Ја преведува Илијада и ја пишува Сердарот, бидејќи бил понесен од идејата да создаде еден јазик за сите словени. Навистина, бабо, секоја чест за Григор. И успеал во тоа? Како и со грците, лошо поминали со бугарите. Еден период, наклеветен од грчкиот владика Мелети, турците го затвориле в Зандани в Демар. Григор бил во затвор? Не ми се верува. Живот проживел. Григор Ставрев Приличев е роден токму покрај прекрасното езеро, Охридското езеро, 18 јануари 1830 година. Како беше јануари, јас се пак силно светот дојде. Немаше ниту снег, па јас можев да уживам во собственото слово. Некако сите бевме пресрекни за раѓањето на малиот Григор. Охрид, убав мил ти за мене, рај си бил. Тој е писател кому Македонија му е љубов и судба, болка и очај, тага, лулка и гроб. Григор
станал учител и на елиденците кои се бореле за самобитноста на Македонија и македонскиот народ. Подучувал во Солунската гимназија Свети Кирил и Методи, низ чии клупи поминале многу од македонските револуционери. Во едно писмо и запишал на жена си: Солун е срце, а ние вените на Македонија. Значи, бабо, Григор бил прав герој, поет герој. Да, чедо мило. Во Солун ја напишал и автобиографијава, во која се опишани неговите животни понижувања и разочарувања. А пред се бил незадоволен, бидејќи не успеал да го изреализира свет македонски литературен јазик. Се повлекол во својот роден крај, каде починал. Навистина тажно. Тоа се гледа и по стиховите на поимата Сезарот. Да, деца мои, како тој само има опишано тажната положба на македонскиот народ, како и приказната за јунакот Кузман Капидан. Баба, ти ја знаеш Сезарот? Секако дека ја знам. Баба кога учеше основно училиште, ја рецитиравме поемата на Патронат. Навистина, бабо, и во твое време сте ја рецитирале? Да, деца мои, одамна беше тоа. Што тешка несреќа ги здрави. И мажите, и жените. Та гласи тажна ета, и најпослал Бог и зла. Дал град по линијата житорот ми ги беше фатил, бил ројот скапот се дал. Дал султанот Арач ми предреме беше пратил, да збира Арач луд без жал. И град по линијата житорот ми ги беше фатил, ни рој од скакоци се вдал, ни султанот Арач пред време беше пратил, да збира Арач луд без жал. Та Кузман, јунак славен, падна убиен од гега, до Сердар прочут, падна в бој, да ги гази плячкашот, планините ни сега, и да ги брани нема кој. Деца мои, кога имаше Патронат во приредба, тоа беше доживување за нас. Овие 2 настани беа главни. Немаше тогаш ни телефони, ни интернет. Цело време бевме надвор на трибини, вежбавме точки и се дружевме по цели денови. А се правеше и приредба за да предојде на првачињата, во која најпрво мора да станат пионери. Пионер? Бабо, ништо не те разбираме. Што се пионери? Кога тргнувавме во училиште, како првачиња, станувавме пионери и дававме закон. Денес, кога станувам пионер, давам честен пионерски збор, дека вредно ќе учам и работам и ќе бидам верен и добар другар, дека ќе ја сакам нашата домовина. Деца, тоа беше одамна. Времиња кога Македонија беше во рамки на тогашната Југославија. Секој пионер добиваше сина кап со петокрак, црвена марама и црвена пионерска книжка. Па вие уште сте будни? Мамо, почекај. Многу интересни работи ми раскажа баба. Зборуваме за време кога баба била учен. За Григор, Патронатите и други интересни работи. Ти, мамо, исто си била пионерка по баба? Ах, малку фатив јас со тоа време. Веќе се распаѓаше Југославија, а Македонија стана самостојна држава. Но се сеќам на Патронатите. Се држуваа во сала или надвор.
пред пистата, записно до временски трусови. Тука ги изведувавме ритмичките точки, а цел училишен двор беше препон со деца. А знаете ли дека познатата детска песна "Ех тој тоше" ја испее наша соученичка? Наместо униформи како вие што имате, ние сите носевме темно-сини престилки. И сите беа во исто облечени. И машки, и женски. Изгледа како долг работнички мантел. Сега вие сте помодерни. Поинакво е времето. По матурата секога се сакаше во железарскиот ресторант. Во Железар имало ресторант? Прв пат слушам. Имаше ресторант долу. Кај фабриката Железар. Не беше близу. Кога се сетам, полуматурантите ќе се сподатера. Наставниците да не може да ги препознат. Полуматурската вечер беше последна дружба со наставниците, кои израснаа 8 години. Забава која честопати га завршеше со плачки, поради разделбата со вторите родители. 8-летка, а 9-летка. Колку слични работи, а различни. Како се со текот на времето се менува. Во истиот Григор, истото училиште. Од времето на баба, па на мама. Јас пак учев се изгледам нов обек. Дефме сосема ново училиште. Убаво. А јас кога бев прваче, се сеќавам тогаш се изградили спортските терени. Колку убаво изгледаше новиот школски, фудбалско игралиште со вешачка трева, тениско игралиште. Сега имаме и убаво игралиште за
кошарка и детско каче за најмалите. Вежбаме и учествуваме на разни надпревари. Имаме многу активности. Мораме да признаеме дека сакаме предизвици. И надпревари, и приредби, и тортијади, и базис. Сакаме се. И кога сме на распуст, од цели денови да седиме во школство. Тука ни се ученици, другарите. Тука, во Григор. Кога би знаела Приличев, би се гордеа со нас. Со тоа ние го славиме името и делото на нашиот папа. Кога би можел до училиштето да прозбори. Толку многу работи во изминатите децении се сменили. Но ние секогаш и се учиме за Григор и за Сердарот. Ајде деца да се лекнуваме. И баба ви веќе заспа. Со оваа поема освои прво место и благодарение на неа генерации ме паметат. Среќен сум што приказните за мене се пренесуваат од колено на колено. Благодарение на сите кои пренесуваат моето дело, Неда, Кузман и Марија ќе живеат вечно, а преку нив и јас. Нема шанс. Сега е 2025 година. Григор Приличев не е жив. Да, но секоја приказа за мене, раскажана на некој дете, мене ме оживува. Баба, приказните, тие се вистина? Се разбира, и јас постоев, творев и се борев. Нашето училиште го носи вашето име. А пред да биде крстено по мене, го носиш името на Климент Тохридски, од далечната 1964 година. Па ние тогаш не сме ни биле родени. Сакате да ви покажеме како знаеме да играме? Ајде сега покажете ни нешто од вашето време. Не знам што... да, момент. Каква е оваа книга? Сердарот оригинал? Да, носам со себе. Мој Сердарот! Мој историјата на Григор Приличев! Григор? Се знаеме? Јас сум внука на вашиот син, Кирил. Какво прекрасно изгледа. Ништо не ми е јасно. Господине Григор, зошто не сте учто ви украда Сердар? Таму е целата ваша историја. Целата наша историја е во нашите срца и умови. А оттаму, ниеден човек не може да ја украде. Таа е толку врежана во мојот ум, што уште денес ќе ја напишам повторно. Извинете, само сакам да питам мамо. Еве ви ја назад, поведете. Љубовта кон нашата историја е во нас деца и се негува така што ќе прераскажуваме и раскажуваме за неа. Така таа живее и нема да дозволиме да ја заборавиме. А најголем крадец е заборавот. Вие сте најдобрите чувари на македонската историја и токму вие сте нашата иднина. Се споја минатото и сегашноста, се испреплетоа чувства и доживувања. Векови со Григор Приличев, децении и години од училиштево. А какво ли ќе биде во следните децении? Генерации ќе прераскажуваат на своите деца и внуци и ќе се подсетуваат